Градоначалникот Звонко Пекевски бара освета и начин да ме остави без екзистенција. Обвинува Љупчо Чутревски, вработен во канцеларијата на Беровскиот катастар, но веќе година и пол на работа во Делчево, каде според него е префрлен по налог на Пекевски. Со неговото назначување, нон-стоп он ми прави проблеми во кариерата и приватно ми прави проблеми. Која е основната причина за тоа? Па тоа он најдобро може да го одговори. Освен што секојдневно се малтретира на релацијата Берово-Делчево, Чутревски не добива ниту надомест за патни трошоци. До сега се е на негова лична сметка. До Делчево патуваме со сопствено возило, на сопствен трошок, немам никаква надокнада. Не добивте ниту денар од општина? Не, ништо не е платено, тоа е се на мој трошок. За Чутревски, финалната пресметка и одлука на Пекевски за негова елиминација од работното место стигнала деновиве. Јас од Беровски катастар работех на шалтер. По негов налог сум препратен у Делчево на повисоко работно место за решавање на предмети за кои е неопходна софтверско познавање за кое јас не сум обучен и реално не можам да ги решавам предметите. Абсурд во целата ситуација е и следниот подоток. Во Беровскиот катастар нема доволно работници. Архиварот е у пензија, стручен работник кој е у пензија. Беровскиот катастар функционира без архивар и само со едно стручно лице моментално. Додека со моето распоределување во Делчево, ние таму сме сега 4 стручни лица за решавање на предмети. Градоначалникот Звонко Пекевски ги демантира сите наводи на Чутревски и вели дека со работните проблеми на неговиот сопартиец нема никаква врска. Градоначалникот Пекевски не наблегува изјавите дадени од страна на Чутревски Љупчо и некој со законот за локална самоуправа, надлежност врз агенцијата за катастар на недвижен имот, градоначалникот нема. Нашиот соговорник вели дека сите притисоци ќе ги издржи и дека по ниедна цена од работа нема да дозволи да биде избркан, но е револтиран на, како што вели, од подлоста на Пекевски. Во мојот животен век јас прв пат се соочувам со таква злоба на човек кој сака да ме уништи. Едноставно сака да ме истера од работа, финансиски да ме дотолчи. Целата таа работа е пред судските органи, во постапка на жалба е, во апелационен суд. Од таму еднаш им го вратија решението како неосновано. Сега втор пат има жалба, не е завршена постапката.